тука сме заедно со председателот на невладината организација и со градоначалникот на општина Велес да ги посетиме децата кои се на реабилитација тука во Пелистер. Од впечатокот и од контактот што го имавме со председателот на невладината организација, но и од децата кои се тука на реабилитација, сме задоволни, бидејќи тие се чувствуваат задоволни. Тоа што и јас ги прашував дали се од претходните години позадоволни, децата одговара позитивно. И јас тука можам да ги обеќам дека ние во иднина ќе продолжиме со поддршка на реабилитацијата на децата од неколку општини. Со задоволство констатираме дека бројот на децата секоја година се зголемува и на некој начин се согласивме дека следната година подобро да се организираме и да се координираме и со компаниите кои на некој начин се загадувачи во нивните општини, се со цел тој број да се зголеми. Секако овие се наши можности за 2 смени да организираме за деца од околу 410 деца. Се надевам дека следната година ова бројка ќе се зголеми. Како дека бенефитот од престојување на 10 дена тука во Пелистер е поголем, меѓутоа за сега можностите се толку, доколку ние го зголемиме периодот на 10 дена, тоа би значило намалување на бројот на деца. Општина Велес веќе 11 години испраќа деца овдека на воздушна рехабилитација. На некој начин тоа е и поттикнато од невладиниот сектор во општина Велес. И тоа наважно е што секоја година се зголемува бројот на децата кои што престојуваат. Јас би сакал да изразам благодарност до владата и до ресорното министерство, до министерот, што секоја година бројот на деца се зголемува. Убеден сум дека и во идната годината што доаѓа, ќе имаме уште поголем број на деца. Најважно е што ова е поддржано од владата, од министерството, од општините, меѓутоа, како што спомна и министерот, сакаме да ги вклучиме и оние од јавниот сектор, од бизнес секторот, кои што на некој начин си одговорни за состојбата на овие деца. Значи, овие деца пред се последица на загадувањето во одредени општини, за кои што се тие како деца најмалку виновни. Најважно е сите да превземеме дел од одговорноста и да им овозможиме на овие деца барем една воздушна рехабилитација во период кој што е за нив најпотребен. Корисноста од овој проект ќе биде мотив за што повеќе деца да бидат вклучени во годините што доаѓаат. Децата од загадените средини во Република Македонија имаат потреба од климатска рехабилитација. Ние веќе 11-та година ја спроведуваме климатската рехабилитација во соработка со Министерството за животна средина и општините и сметаме дека Пелистер како национален парк, како дестинација на која може да биде воздушна бања, дека е одлично за оваа климатска рехабилитација. Условите во одмаралиштето се пристојни, добри, децата се чувствуваа овие 14 дена, значи во 2 смени по 7 дена одлично. Одевме на прошетки, дишаат чист воздух, се запознаа со убавините на Пелистер и се чувствуваат задоволни, немавме посебни здравствени проблеми. Иначе овие деца сите се со белодробни проблеми, алергии, анемии, меѓутоа наредните 3-4 месеци од кога ќе се вратат од оваа рехабилитација, тие немаат никакви проблеми, значи оние што користат инхалатори не ги користат барем 5-6 месеца после рехабилитацијата. И имаме огромен бенефит од оваа рехабилитација. Носиме одреден број деца со посебни потреби, имавме дечиња со телесна инвалидност, значи застапени се од деца од различни со различни посебни потреби, со различни целни групи, така да целта ни е тие да се социализираат, да се дружат со другите дечиња кои што ги немаат тие проблеми, да се вклопат во системот.